Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите момина солза. Потребно време за подготовка на овој десерт е 70 минути. Прво почнуваме со подготовка на филот. Во тенџере на оган го ставаме речиси целото млеко. Во тенџерето додаваме 5 лажици шеќер. Во преостанатото млеко во бокалот го додаваме прашокот за пудинг. Мешаме со жица за матење. Непрекинато мешајќи со жицата во зовриеното млеко, во тенџерето на оган го додаваме размешаниот пудинг. Откако пудингот ја добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Почнуваме со подготовка на пандишпанот. Во сад за матење ги кршиме јајцата. Ги матиме со миксер. Додаваме 6 лажици шеќер. Прашокот за печиво го додаваме во садот со брашното. Мешаме со лажица. Потоа брашното го додаваме во садот за матење. Го додаваме какаото. Мешаме со лажица додека добиеме хомогена смеса. Тавата за печење ја обложуваме со хартија. Во тавата го истураме тестото за пандишпан. Потоа ја рамниме површината. Тавата ја ставаме во ревна. Печеме 15 минути на температура од 200 степени. Во меѓувреме продолжуваме со подготовка на филот. Во сад за матење го ставаме путерот. Го додаваме шеќерот во прав. Матиме со миксер додека путерот стане пенест. Во садот за матење го додаваме изладениот пудинг од ванила. Матиме со миксер додека филот се соедини. Желе бомбоните ситно ги сечкаме. Исечканите желе бомбони ги додаваме во филот. Потоа во садот го додаваме кокосовото брашно. Мешаме со лажица додека добиеме хомогена смеса. Изладениот пандишпан го вадиме од тавата. Му ја отстрануваме хартијата. Потоа го превртуваме пандишпанот. Врз пандишпанот го нанесуваме филот. Целиот пандишпан го премачкуваме со фил. На средината на пандишпанот, висината на филот треба да биде поголема. Потоа со помош на хартијата, пандишпанот го свиткуваме на половина. Ја отстрануваме хартијата. Сладката павлака ја ставаме во сад за матење. Матиме со миксер додека шлагот ја добие потребната густина. Филуваната торта ја ставаме на долниот дел од правоаголна кутија за торта. Изматениот шлак го полниме во готварски шприц. Со помош на шприцот со шлак ја прекриваме целата торта. На покрупната страна од рендето врз шлагот рендаме чоколадо за готвење. Тортата ја сечеме на парчиња. Три парчиња од тортата момина солза ставаме на чинија за сервирање. Со овој десерт предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино Шардоне од Тиквешкото виногорје на винаријата Ботрус. Ова вино е со прозрачна, златножолта боја со арома на цитрус, ананас, банана и диња. Се служи разладено на 10 до 12 степени Целзиусови.
Подгответе смеса од наведените состојки и испечете прво голем пандишпан. Путерот изматете го со шеќерот во прав, додадете ги претходно сварениот изладен пудинг, исечканите желе бомбони и кокосовото брашно. Со филот премачкајте го пандишпанот и свиткајте го на половина. Потоа премачкајте со изматена сладка павлака, исечете на парчиња и сервирајте. Добар апетит!